И здраво, драги гледачи, добродојавте во ново видео. Значи, ова видео, како што го кажав, ќе снимам најбрзи удари, најпрецизни и најсмртоносни. Значи, со еден збор како полесно да победите противникот, да опутнете доле на земја. Добро, значи за овие вежби треба малце да брзнете пажња, значи да не ги употребувате премногу, бидејќи може да убиете стварно, значи. И да преминеме кои се вежбите. Така, значи, првата вежба се вика Уширо. Те изгледа вака. Стануваме во став. Се вртиме како полукруг до тука. Гледаме назад. Имаме с нога. Тоа изгледа вака. Стигаме до пола пат. Тоа е смртоносно удар ако го погодите точно тука. Дали во грклан, дали во вилица. Значи, ќе од кост треба само брзо, како што цупкате тука. Значи, брзо. Или пак доле тука во телото, таму ќе гледате догаѓате во плексус. Ќе понесе сега. Значи, само телото, тоест, кога малото, гледате како се вртам со телото, све до телото најбитно. Доле нозе ако се свртите, предимно може да се сопнете да паднете доле на земја. Значи, убаво треба прецизно да згазнете, за не ви се изне ногата и да ударите противник. А ако изгледа со другиот ќе биде врт. Тоа беше грешка. Значи така, се вртите го малате. Значи ногата изгледа вака. Не ни вака, не ни вака, туку е вака. Кога погодите со овој дел од петата, мислам дека ќе го ставите на лице место доле на земја, ако не стави рацете. Тоа е толку за оваа вежба, значи не употребувајте многу. И да ви покажам уште една вежба, значи истата вежба, само другше. Он ве мава некој со рака, така? Че ве мава со рака. Ќе му фатите раката ви предадам, не? Ќе му спуштите, ќе го вратите назад, ќе повлечете, таман ќе кренете, тука кикијаши се рекува. Значи, ќе го повлечете и тамашно ќе го повлечете, ќе мандете. Значи, ќе му ги извадите ребрата. Значи, уедно го влечете, а од друго назад ќе ударе. И, значи, не потребувате многу тука, лагано така, ако потребувате со се да силите може да ги извадите ребрата. Па да подменеме следната вежба. Следната вежба може исто така како претходната во две. Уракенгери се вика. Значи може и со вртење, може и само напред. Значи предни идеме напред. Истакнувам став, цупкаме. Значи за направите оваа вежба треба погодите тука. Значи побрзо да падне, да му снема крв, значи да нема доток на крв и кислород во мозокот. Да изгуби контрола, за да можете да го бутнете полесно на земја. Стоите тука, стоите убаво, че го очекувате кога ќе биде отворен горе и само идете напред. Идете напред. Значи, идете напред и само правите брзо. Тоа е за тоа, значи сега за со круг, за совртење, иде вака. Идете напред, значи како што идете, како да малате со тука ставате. Значи, пред ставате ногата, се вртите вие и го малате. Значи, гледате како со колкот се вртам. Изгледа вака. Стоите тука, чекате, да се отвори горе. Штом се отвори горе? Го малате. И убаво вие вака да направите, отколку вака да направите.
пошто како што гледате вака, тука, понатако кога идете, се доближуваат грбните мускули, ќе ве болат малце. Че побаво си е, не сосед, туку да умамнете само така да вратите назад раката, контракција. Побаво е колку да занимавам ногата. Значи, стоите тука. Оп! Значи, одека и го маха. Мислам го мамате и ја враќате раката. Вака. Оп! И тоа е. Толку за оваа вежба. Само гледате да не ја претирате многу. Значи, овој дел тука, сега ќе покажам. Овој дел тука се мала, значи ударот со овој дел од раката. И тоа е толку за оваа вежба, да подинем следната. Следната вежба е опасна доста, значи со нога е. Изгледа вака, го став сме. Стоим бите така цукаме. Значи, премногу опасна. Значи, со овој дел од прстите, ако бидете боси, значи стоите под прстите, ако бидете со патика, со шпицот. Посебно ако имате некоја јака патика, стартка, значи со тврди шпицови, како што рековме со тврди шпицови, значи оваа патика, само гледате горе и го малате, дали било лева нога, дали било десна нога, значи ќе гледате све што побрзо, да завршите побрзо дори да седнете, за да можете да нападнете некој друг тој што ќе ве нападне вас, да се одбраните, тоест не да го нападнете. Ќе пазите на чим можете да улажете, да го лажете, да го лажете, да го лажете. Изненадно да му оставите во муцка, така кажем, во уста. Тука, значи, осека брада, значи туку да погодите, гурите контролно, значи пробајте малце, да се мавнете. Може јазикот да се го утне, ќе пазите на тоа да погодите во коска, а не директно во празнината. Само така. Пап. Толку тоа да вежба, да погледнеме другата. И се надевам ви се допадна, драги гледачи, ова видео и не потребувате повеќе од 3 пати до 4 пати на еден човек. Можете да го внесете таму кај што не треба. Се надевам ви се допадна ова видео, лайк, шар, субскрайб, а доколку не ви се допадна, дислайк, unsubscribe. И да ви кажам, значи, се гледаме во следно видео. На 24 имам направено настан, паркур собир, во Ново Лисиче кај бутик Антиго. Значи, ја не го знам местото, преку друг човек ќе ме однесе таму. Значи, прен ќе се чекаме во транспортен центар. Ние што сме од Драчево, Кисела вода, значи, тука што сме близко од центар, ќе отидеме, ќе се чекаме во транспортен центар. Потоа, тие што се од аеродром, од Ново Лисиче, од Лисиче, горно, Маđари, значи ќе се чекаме пред Капитол. Од пред Капитол идеме право во кај местото на настанот, тоест кај паркур собирот. Па се гледаме во следно видео. Секако, не заборавајте ме.